Грантовите за самовработување годинава ќе можат да ги користат и младите иселеници кои сакаат да инвестираат и да започнат сопствен бизнис во своето родно место. За нив е предвиден и бонус од 10% над основниот износ на грантот. Овие мерки беа промовирани во Кичево. Еден од заинтересираните кој планира да се врати од Германија побара појаснување дали има право да добие грант. Кthehem praat naar Karshoaf met një бизнес идеја të bi mall pon suxhuku, sallama, mortadella pi Gjermanie, pi Hollandie. Falit problemi son këtë kompanin ka një 6 muaj se kum hap. Normalo kemi fillau, më nuk filloi mas një muajsh. E ne unë që e kuptova kjo granti është vetë për njerëzit si tu të hapin sefte një kompani. Ama unë që këtë kompaninë e kemi të hap, vetëm në ma pa fillau me pugnë. Se do të më thonë atë malën se bim të qënë në për marketet, e kemi që në ma lidhi me marketet. Me nësë në për malë se ka hap firme që se 6 muaj për këtë ponën e grantit. Одговорот беше дека тој може да аплицира како физичко лице во рамките на мерките за поддршка на вработувањето. И други граѓани побараа дополнителни информации за начинот на користење на средствата. Бити во делот на самовработувањето, плати и слично, или само се наменски за материјали? За набавка на опрема. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски изјави дека мерката е поделена во 3 категории и нагласи дека проектот низ годините им помогнал на многу млади да започнат успешен бизнис. Ова мерка, знаете, содржи 3 подмерки или мерки на лице, а тоа се вработување на лица до 29 години, кои што ќе можат да искористат грант или субвенција до 10.000 евра, лица над 29 години, повозрастни, значи кои ќе можат да бидат субвенционирани за собствен бизнис до 7.000 евра, меѓутоа и третата мерка е да можат да се здружуваат помеѓу себе, две млади лица, ако се здружат, тоа се начинат тие средства 10 и 10 добива 20.000 евра за отворање на бизнис. Од друга страна, заменик директорката на Агенцијата за вработување Весна Пешова појасни дека одредени категории немаат право да аплицираат за овие грантови. Земјоделска дејност, заради тоа што државата за земјоделска дејност веќе преку друго министерство, односно Министерството за земјоделие, обезбедува финансиска поддршка и не дозволила средства од државата да се трупаат на едни исти лица. За да не дојде до дуплирање, од програмата самовработување оваа дејност е исклучена. Понатака, исклучена е дејноста производство и продажба на оружје и муниција. Исклучени се дејностите од финансија, осигурување и игри на среќа, како што се владелници, коцарници и слично. Исклучена е дејноста на приватни агенции за вработување и Основен услов за аплицирање е лицето да биде невработено и евидентирано како активен барател на работа во Агенцијата за вработување.